Благодарам, председавачка, почитуван министер, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Денешнава развиена дебата, по само вториот мандат кој што овој амандман кој што цел ден го расправаме, всушност ја покажува важноста на темата за која што расправаме, но од друга страна откри дека повторно како што владеете без приоритети, повторно креирате буџет или одлучувате проекти за граѓаните или не одлучувате без приоритети. Сега ова со фото на понските панели, бидејќи за тоа е амандманот, ме потсетува на велат тапани после свадба. Затоа што пожарникарски возила почнавте да набавувате откако третина од Македонија изгоре. Наградувате пожарникари, денеска одлучувате за после 3 месеци од спасени шуми. Па така во пресред веќе на енергетска криза, вие немате слух за овој амандман да се прифати. Во образлагањето на министерот на овој амандман, во еден момент кажа дека владата не ја одредува цената на струјата, тоа е точно, но може и како да влијае. Бидејќи на еден состанок, односно доделување на награди што се случил јуни оваа година, на кој што биле присутни целиот конзорциум на фирми кои што произведуваат соларни панели во Македонија, кои што важат за најквалитетни. Присуствувал токму и идниот председател, може би на СДСМ, а може би идниот мандатар, како всушност еден од газдите на фирма која што произведува соларни панели, односно Pixel Group се вика фирмата, а тоа е човекот Димитар Ковачевски кој што е заменик министер и како што кажав, можеби иден мандатар. И тогаш се истакнало дека бидејќи преку владата се донесени, на кој начин всушност учествува владата во креирањето на цената на струјата, дека досега се донесени стратегии за енергија, енергетска ефикасност и обезбедување на стабилност во снабдување со енергија за сите. Во мај месец од страна на министерот Битики бил представен интервентниот план за инвестиции од 2021-2027 токму за ова област. Исклучително важен бил овој план за намалување на ценовниот шок со цената на струјата и стандардот автоматски на граѓаните. Со производството на соларните панели и достапноста на граѓаните би се и на тој конзорциум, да кажам, на тоа доделување на награди за најзаслужни фирми, меѓу кои кажувам дека е Pixel Group на Димитар Ковачевски, всушност се искажало дека со примената на соларните панели се намалуваат негативните ефекти за 50% во економијата поради поскапувањето на струјата. Затоа што соларните системи се поевтини за 50% од оние кои генерираат електрична енергија. Но за жал се помалку достапни до физичките лица, бидејќи на фирмите им се враќа ДДВ-то, а на физичките лица не им се враќа. Тоа го истакна и претходно мојот колега. Јас не сакав да земам процедурални, бидејќи ќе излезеше оркестриран некој напад на единствената зелена партија со најдолго искуство во политичката сцена и многу ми е криво што колешката Маја Морачани не е тука, бидејќи дуи се сепак пионери во зелениве агенди, но 16 години да обстојува единствена зелена партија и да се пофали со 2 донесени закони, јас да сум нејзин представник, јас не би ги ни кажала тие, напротив би се срамела да го истакнам тоа, затоа што под наводници тоа е едно големо достигнување, ако приоритет била зелената агенда. Уште еднаш докажавте дека всушност главниот проблем на оваа власт е релативизација на секоја сериозна состојба во државата, така и со енергетската криза, затоа што сите експерти, сите релевантни чинители луѓе кажуваат дека состојбата со цената на струјата е алармантна. Но тоа покажува уште еднаш дека всушност вие го изгубивте и контакт со граѓаните и вие како едно прогресивно граѓанство, пошто ние сме ретроградните, ние се враќаме кон производство на струја од јаглен, не сме прогресивни како вас. И кога
почнавте со една ретроспекција на настани 2007 и така натаму, ме потсети 2006 на бомбона бизнисот на Радмила Шекеринска со продажбата на ЕСМ. Знаете како, многу идилично звучи, ве слушам цел ден граѓаните да произведуваат сопствена енергична енергија, супер, да? Но ние имаме 500 до 600 илјади граѓани кои што живеат во тешка сиромаштија. Односно, имаме граѓани кои што немаат ни 100 денари да потрошат на ден, имаме семејства кои што немаат по 3 до 5 дена во неделата да го прехранат семејството. На нив 100% сум сигурна дека не им паѓа сами да произведуваат електрична енергија затоа што ја немаат. Денес присуствувавме на презентација на еден извештај, потоа и во порталите излезе на Societas Civilis, и гласи вака насловот во тој портал. Всушност го слушав и искрено ништо ново, затоа што ние веќе го живееме тоа долги години, дека политичката елита често го изневерува народот и всушност популизмот на политичките партии влијае на изборните резултати. Тука јас сакам да ви предочам дека всушност вие како политичка партија сте жртва на сопствениот елитизам. Односно, едно време велевте фамилијата, врхушката и така натаму, сега сте вие сами жртва на вашата фамилија, односно на фамилијата на Заеви и на нивната врхушка. Зашто? Еве ќе ве прашам конкретно. Имате вие бутик во Изгейт како Васко Ковачевски? Јас немам. Јас не очекувам и вие да имате, искрено јас не одам во Изгейт зашто ми е прескап, а сигурна сум дека и на граѓаните им е прескап. Така да, многу е популистички, како што вели Societas Civilis, но популизмот ваш и вашата жртва од вашиот елитизам ви се удри од глава на последниве избори. Благодарам.